Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Ноќниот експрес од 21 до 22 часот со Столе Наумов, Зоран Гигамаджевски и Петрица Рачини. Тема на вечерашната емисија правосудството. Колку повеќе реформи, толку понереформирано суштво или толку полошо суштво. Наши гости Петрит, Маргарита Цаца Николовска, судија, прв судија, представник на Македонија во Страсбург во Судот за човекови права, долгогодишна судија, сега судија на Уставен суд на Босна и Херцеговина. И Николчо Лазаров. Јасно Стојанче. Има проблем цела една генерација, Источна Македонија, Сашко, Зоранчо. Поминете реката Вардар на истокот, секаде завршува со. Тоа е правило, непишано правило кое е постановено и така и ден денеска е. И денеска завршуваат сите на О. Така да не е ништо изненадувачко за тоа. И секој пат ние ќе видиме у демоните. Стојанчо, Горанчо. Никогаш нема да порастеме. Николчо Лазаров, долгогодишен судија, председател на Штипскиот суд, советник, државен секретар, шеф на кабинет и раководител на кабинетот на министерот за правда на времето на Михајло Маневски. Добро вечер. Добро вечер. Прво прашање, ден повед така интересен да направиме, вест на денот, што се случи така привечер, е влегувањето на специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контролирање. Едно лаичко прашање. Тоа е тајна служба. Смеат ли обвинителите да без проблем да влегуваат, да прашуваат? Какви се правните процедури? Обвинител во ЦИА може туку така да влезе? Видите дали колешката ќе Кој сака? ви дадам предност на нема проблем. Затоа што имаше изјава на имам специјалната обвинителка своја. дека влегувале полициски службеници, дека не соработувале и дека директорот на јавна безбедност Митко Чавко, премишлив министер, и тој влегол во меѓувреме во Управата за безбедност и контролирање. Значи, кај нас многу работи се изместили. Во принцип, некој кој што треба да гони некаков криминал, тој мора да врши некакви активности за да дојде до одредени докази за тој криминал. Вамо кај нас, каде што толку многу обструкции се направени во однос на работата на специјалното јавно обвинителство, се со цел да се оневозможи да работи, мене ништо не ме чуди ваквата реакција. Напротив, мислам дека ние веќе треба да почнеме да размислуваме не дали сме или не сме, не дали има процедура или нема процедура. Многу по-генерално, гони, треба да најде, собира во исто време и докази. Во една таква ситуација каде што одредени институции биле неприкосновени во смисла на нивното действување, во смисла на нивното работење, а ние сега сме сведоци што се случува заради едно такво работење во полицијата, мислам дека е најблаго речено несериозно да зборуваме дали специјалниот јавен обвинител може или не може да врши такви действија. Лаик може сериозно така да го постави прашањето. Добро, обвинителството со новата законска поставеност дои многу поголеми ингеренции. Дали подготвено го дочека тоа, дали имаше претходно обуки или автоматски се направи? Видите, дојде до една генерална промена, нагла промена на кривичното законодавство во Република Македонија. Тоа беше некаде во периодот 2007-2008 година, кога се имаше формиране на поголема работна група на експерти од кривичното право и кога се донесе одлука, тоа беше политичка одлука да се префали целокупната истрага и целокупното гонење доде во рамките на јавното обвинителство, со тоа што истражните судии веќе нема да функционираат во таа
тој обем на надлежности кој го има, ту го добиваат веќе многу по друга положба во предкривичната постапка. Со тоа што терето на докажување целосно паѓа, сега се изначуваат више двете страни, обвинетиот и јавниот обвинител. Значи, понапред, дока јавниот обвинител беше привилегиран, нели му се прибавуваше полиција и слично, а адвокатите мора да трчкат и бранителите да трчкат да барат докази, сега се довела во ситуација на еднаква положба. За тоа што на јавниот обвинител му се пренесува ингеренциите да предлага притвори, да бара одредување мерка притвор, му се пренесува истражни дејства да презема и со тоа му се дадува и многу пошироки права во однос на делот на истрагата. Во исто време му се дадува на располагање и соработка со извршители и соработка со полиција и сите институции во државата кои работат се должни да ми ги дават сите информации на јавниот обвинител. И да се работуваат со него. За жал, тоа остана само деклараторна норма, која се запише во законот, во пракса, обвинителите се соочија со кадров недостаток. Уште во стартот, кога почна многу надлежности, малку кадар. Уште на стартот, кога почна да се применува законот, малку јавни обвинители, кога велиме ресурси, тоа е поголем обем. Значи, тоа се влегуваат и ресурси. И материјални, и просторни, и технички, и сите. Така да, значи, они прво влегува со неспремен број на јавни обвинители. Замислите вие јавното обвинителство во Скопје, која гоне на територија на скоро третина од Македонија и повеќе, да не кажеме, располага само со 40 јавни обвинители, мислам околу 40, сега не ме држите за спор, али тука некаде се, и сега тие треба да гонат еден криминал во еден ваков град кој има дневно се случуваат само најмалку 13 собеќајки. Ако направиме компарација со некои други слични системи, колку луѓе би требало да има? Еве, за една ваква територија, за толкаво население. Видите, се односо секој пат се прави Само може би е ова карикирање, но гледайте, секој пат се прави на статистика на задолжително се води на статистика на видот на кривичните дела, обемот на кривичните дела и времето на станување на кривичните дела. Зависно од тоа се одредува и бројот на обвинителите. Но не е само бројот на обвинителите. Вие не можете да го ставите обвинител да чекате од него резултат, ако не му дадете истражители, не му возможите материјални средства. Значи проблемот е многу поширок од именувањето на самите обвинители. И ние се представаме на обвинители, еве се најавува, прочите во вестник дека се најавува 68 нови суди и јавни обвинители. Да, веста е читав на порталите, сега да објавено беше. Тоа излези на собраниски, така да јас таму кога прочитав. И дека ќе се напушта дури закон, дури се напушта постојниот закон и се враќа при време на стариот закон, за да може да се возможи избор на 68 нови јавни обвинители суди. Но тоа пак нема да го реши проблем. Дали ова самиот потек е реформски? Ваквите надлежности на обвинителството, меѓутоа работите што треба да го следат, да го подкрепат, не се случуваат. Зашто мислите реформски? За овие сега новите избори што ги Не, воопшто за обвинителството, овие ингеренции што ги доби. Значи се смени целосно системот во делот на она што значи кривична постапка. Ние порано имавме така наречен германски систем, каде што обвинителите работеа, меѓутоа надлежност кај судиите беше да кажат дали уште некои докази треба да се прибават и он сам на некој начин по службена должност прибавуваше докази. Сега таа улога кај судиите ја не. Тоа е сега улога на обвинителите и улога на адвокатите. Јас само сакам да укажам дека многу голем број на судии, да не речам скоро сите судии од кривичната област и скоро сите обвинители биле по неколку пати на обука во Америка. На страна националната, на страна домашната обука. Значи, оваа промена на систем не се направи преку ноќ.
промената на системот одеше постепено. Друго е прашање дали ние Што научиле и бевме што практикуваат. спремни за ваков систем. Јас да правите муабет со адвокатите, ќе слушнете дека во суштина се уште судијата не се однесува согласно одредбите на Законот за кривична постапка во оваа насока. Да молчи и да слуша. Што ќе каже обвинителот, што ќе каже адвокатот. Тој да биде само човек кој што во дадената ситуација ќе го одржува редот во судница, многу слично на она што го гледаме во филмовите. Во Америка. Да, дали сме ние спремни за такво однесување? Интересно Има, на филм филм нели многу убаво, меѓутоа и на филм се покажува колку треба да биде совесен обвинителот. На обвинителот да не смее да му падне обвинението. Меѓутоа треба да има претпоставки тој да може да работи. Од друга страна, во дадената ситуација многу поважна е одговорноста која е. Таму се бираат непосредни избори. Па има различити системи, има различити Од држава во држава. Меѓутоа, ние сме мала држава, ние сме земали еден систем на некој квази, зборувам квази заради тоа што не е системот она што се очекуваше, да се бираат обвинители, да се бираат судии кои што се независни. Прво, од причина што луѓето кои што ги бираат, значи во судскиот совет и во советот обвинителски, не постојат луѓе кои што се независни од владеачката гарнитура. Тоа го Ми е констатираат многу и жал. многу извештаи, Апсолутно, апсолутно, тоа е многу веќе и видливо. Тоа веќе се зборува, тоа што е најтрагично е што во самите фели ова се зборува. Добар шлагворд за продолжеток на муабетот. Така, што вели андерграундот? Денес се мощно популарно ова. Прво прашањата од оваа емисија, после тоа евентуално оние работи што се случува во претходната емисија, тоа ни е должност. Еве ги прашањата за оваа емисија. Кога одиш на суд со себе, овие прашања се за слушателите, за оние кои што не следат на YouTube, оние кои што пишуваат на Facebook, на Twitter. Кога одиш на суд со себе треба да понесеш во Македонија многу пари, телефонски број од висок функционер и препорака од партијата, многу среќа или да си ја носиш со себе правдата и честност. Може да додадаме едно Може слободно. тефтерче, некое пенкалце да си запишеш нешто например. Може. Ленче е, а не е Софрониевска. Тоа е второто прашање. Како се вика актуелниот министер за правда на Република Македонија? Ова е многу тешко прашање. Петри, знаеш ли ти во... Јас знам предпоставки. Може да се потрудам да знам. Значи тоа се тие три фикс прашања и одговорите со точно или неточно. Председател на Уставен суд на Република Македонија е Елена Гошева. Точно или неточно? Ќе кажат слушателите да. Новиот судија во Страсбур од Македонија, Јован Илиевски, е баџанак на братот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Заев. Вице се вика брат. Тоа се прашањата. Вицто. Што 032-3977-707-7 тоа се телефоните на кои што може да се јавуваат слушателите, а претходните прашања беа доста интересни. Така. Требаше да ги патентираме во зампи да бараме. Значи да го парафразирам прашањето Гега, што рече андерграундот? Вака, што рече, останавме должни минатата емисија, само да се раздолжиме ако може. Ви спрашање, значи, на Ноќен експрес минат понеделник, овој сега што замина, претходната емисија, на прашањето да одговорат со да или со не. Најмалата сума исплатена за автор во Македонија е 4,5 денари, 4,5 денари, за песната Месечино на Калиопи. Да или не? Сите одговориле 100% точно, значи, има повеќе што рекле дека тоа е најмалата сума. А за прашањето одговорете со точно и неточно. Дополнителен заменик министер за култура е Софија Куновска, 25% рекле да, 75% не. А интересно е ова дека директор на САМП е 0% за Џорлев, стиснале, 33% за Зоран Басковски, 0% за Самуилова Цветановска, Ганка, министерката, и 67% за Ванчо Тарабунов. Ова требаше да им го кажеме, што слушателите... Мојот комшија Ванчо Тарабунов. Добро, Зоран Басковски е директорот,
Софија Куновска, нема дополнителен министер култура, што? Другото е... Види се, тие рекли точно да или не, си пишале таму тоа што мислат сега. Тоа стои ти што поставуваш некои прашања. Андерграундот нека биде на готов, гега има потоа многу интересни работи за него, така? Јас мислам, ако сакате малку да поразговараме, да пуштиме реклами па да се внурнеме пак во дебата. Ако имаш некои твитови, повели и после тоа веднаш реклама. Најубави на свет. Јас секогаш очекувам шанса да ми дадат. Нешто зборувавте за правосудството и за судството во Македонија? Точно. Бургунди твитна вака. Влегува оксиморон у македонско судство и вика си ме барал, селектирав. А Цане твитира вака. Македонско судство то ти е нешто како Бигфут или Ети. Сите ги знаат, ама никој не ги видел. И уште еден, многу овој вака така мало е измешан. Петонија, твитна вака. Ја тужи, ја губи. Македонско судство. Значи, кадија те тужи, кадија тамо, ова ја тужи, ја суди. Ето, моите пријатели. Одиме со реклами, се враќаме потоа со интересен муабет за правосудството. Имаме релевантни гости, не само во студиото, туку и надвор од него. Бидете така. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување. Сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк, готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Yellow Pages, единствен дигитален онлайн каталог со информација за секоја ситуација на yellowpages.com.mk и апликација за Android на Google Play. Објавете годишна реклама за вашата фирма, се поставува и менува веднаш. Добивате и бесплатен листинг на глобалниот сајт Yellow Pages World Family. Контакт телефон 032 397 707 и 397 727. СМС контакт 142 177. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880 222. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Правосудство, рековме што повеќе се реформира, толку повеќе не реформирано, или како беше тоа латизам, уметност реформите се прават само заради форма. Извештајот на Приве, Петрит после ќе каже нешто подоцна повеќе за тоа. Македонија со многу поголем број на суди по број на жители, споредбено со Словенија, има една информација како Словенија има половина помалку суди од Македонија, а тука некаде сме. Не тука, речиси иста бројка на население. Недовербата во судството, кој што постојано хронично се провлекува во сите анкети, не се провлекува, се истакнува. Корупцијата во судството исто така се нагласува. Изборот на суди, политиката се тргне, да ги тргне раците од судиите, од судството. Тестови за интегритет за судиите споменавте, психолошки тестови дали има. Сето тоа е предмет, е тема на вечерашната емисија. Претходно напоменав дека ќе имаме и две парчиња, така да ги наречем, видеоинтервју. Едното видеоинтервју е направено со колегата Јубиша Станковиќ, новинар кој што 20 на години го следи правосудството, новинар на Утрински вестник,
Првото прашање за Јубиша беше што прво би направил доколку би го избрале како познавач на судството, или како човек кој што пишува 20 години за судството, што прво би направил за да го реформира судството. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Секоја власт која доаѓа пледира на тоа да прави реформи во судството. За жал, може да кажем слободно дека секоја така наречена реформа станува антиреформа и станува се полош и полош. Факт е тоа дека во сите извештаи кои стигнуваат од меѓународни релевантни институции, вклучително Европската унија, говорат дека судството ни е на најниски можни грани, вклучително и целокупното правосудство. Зошто е тоа така, не знам. Предпоставка моја е дека политиката е посебно последниве години и тоа како е многу изразена и доминантна во која во прашање комплетното правосудство. Кога зборам на правосудството, пред се мислам тука на судството и мислам на обвинителската работа. Знаеме и сами дека од ден на ден станува се полошо во смисол на работење, од ден на ден стануваат се полоши и полоши тие случувања кои се врзуваат и конечно знаеме дека анкетите покажуваат и јавните анкети кои кај нас се спроведуваат дека народот покажува континуирано незадоволство од она што се случува во судството. Апсолутно да, недоверба. За обичниот човек, која би поставиле прашање, ако отидеш на суд, што треба да понесеш со себе? Среќа, правдолюбивост, честност или многу пари по случај дека си дел од комуникацијата со некој висок член на партија? Лична карта е мислам задолжителна, меѓутоа ако имате партиска книжка би било многу подобро. Онда имате сигурна варијанта. Затоа што тоа е веќе проформа појавување во судството, едноставно работите ќе бидат такви како што ќе бидат завршени поволно по вас. Во спротивно, онда станувате навистина обичен човек и обичен граѓанин кој чека на правда и на правдина. Очекувате ли као новинар СЈО да го зафати судството во својата активност? И тоа како? И тоа како очекувам, и тоа очекувам дека треба да направи длабок рез. Како во судството, така и во кај нивните колеги во останатото обвинителство, значи во јавното обвинителство. Да направи дебел рез, бидејќи ова што сега се случува, тоа е страшна работа. Во крајна линија знаеме дека колку што е недовербата према јавното обвинителство изразена во огромен процент, за сметка на тоа специјалното обвинителство има некои 62 до 63% во зависност од испитувањата, доверба меѓу граѓаните. Значи народот има доверба не поради тоа што едноставно специјално обвинителство кој се бави нели случајно со материјали од прислушувани материјали, туку и тоа што смета дека тоа обвинителство си работи на вистина работа како што треба и заслужува. Медиумите се потенцирани во речисите анкети од страна на студиите како негативен момент кој што дополнително им ја влошува и онака лошата ситуација поради притисок. Вакви кои што се медиумите никакви, би рекол, уште и се добри во однос кога збориме релација медиуми и судство. Значи, судството мора да прифати дека треба да биде предмет на критика. Кога велам критика, значи зборам за сериозно издржана критика, затоа што критиката стои во судството и од тоа нема бегање. Меѓутоа треба да прифата дека новинарите не може да бидат виновни за тоа што им се случува таму. Апсолутно никако. И за крај, кога Станковиќ би бил вклучен во некој тим за реформи, како човек кој што долго време го следи судството, кои 3 или 4 работи прво би ги потенцирал како нужни, како неопходни и итни? Непрво би направил генерален избор и реизбор на комплетно судство и на комплетно јавно обвинителство. И на оглас, на конкурс, би барал луѓе кои што ќе бидат издржани, луѓе што ќе имаат дигнитет и ќе бидат пред се стручни и професионални. А за другото, се понатаму, ќе се стремам и ќе се трудам да ги изведам тие уставно кажани реформи, дека треба да прифатат дека станува збор за држава која освен што има свое право, да ги треба да ги прифати законите и принципите кои владат во Европската унија. На канал 77. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Често пати се слуша овој муабет генерален избор,
од многу страни, или како може би едно решение. Колку е тоа возможно? Како може такво нешто да се изведе? Па ја мислам дека тој генерален реизбор во дадената ситуација треба да се гледа и од една страна на тоа како ќе се реагира. Ќе има голем, многу отпор и мислам дека ќе оди на линија дека се прави некој реваншизам и слично. Апсолутно се согласувам дека мора нешто да се направи во делот на она кој треба да биде судија и кој треба да се оди од судството. Многу ми е жал, јас сум долгогодишен судија, јас сум од 74 година во судство, меѓутоа ваква ситуација како денеска што е, ваква недоверба никој пат нема. Незадоволни странки апсолутно секогаш има. Меѓутоа аргументите се тие кои што треба и незадоволните странки да ги убедат. Зашто ова го зборувам? Заради тоа што мислам дека многу голем дел од судиите во одредени ситуации многу непрофесионално се однесува. Значи, она што нив им е работа, го нема и се помалку и помалку ја има онаа спрега на судија визави странките, каде што судијата во пресудата треба да даде аргументи зошто одлучи така. Не знам колку имате можност да ги видите и да ги следите пресудите, меѓутоа можам да ви кажам дека има катастрофални пресуди. Неписмени или неиздржани? И неписмени, и неиздржани. Значи, дури се чудам како е возможно некој да завршил факултет. Од истите суди или од новите суди? Ако ме прашувате од судиите... Што ги знаете од порано? Ама тие повеќето се веќе отидени во пензија, така да... најголем дел од моите колеги веќе се отидени во пензија и што се однесува до нивната писменост, ако останал некој, барем во оној период додека јас сум можела нивните пресуди да ги гледам и во Страсбург, а и како апелационен и како врховен судија, не можам да ги споредам со денешните пресуди кои што ви велам одредени од нив се катастрофа. Не знам како се успеало да се заврши правен факултет. Судија да праша што значи активна и пасивна легитимација, може би слушателите ова не можат да го разберат, меѓутоа правниците секако ќе го разберат, е нешто што во моментот би му рекла да си ја земе ташната и да си оди. Ама тој има одговаран адвокат. Лоши пресуди, ќе ги оспорите, ќе ги добиете или нема? Кој ќе ги добие? Во кој суд? Во Страсбург. Нема, не можат сите пресуди додат во Страсбург. И тоа е проблемот. Странките мислат дека се може доди во Страсбург. Не може се доди во Страсбург. И кај да барат поготово правда во државата. Прво, тој така наречен субсидиарен принцип, односно Конвенцијата за човекови права да се применува на национално ниво. Тоа е една од силите кои што треба ова правосудство, зборувам правосудство, зашто тука ги сметам и суди и обвинители адвокати, да ги извлече од ваквата ситуација. Тоа е една од константите забелешки, нели, примена на праксата на Страсбур, особено нели ние како новинари си имавме мака со тоа. Прецедентно право тоа не функционира. Па не функционира. Тука јас би си рекол друго нешто. Тоа е само во дело, се стакам со колешката, што го кажа сето тоа, но тоа е само во дело кои се однесуваат на одредени права и слободи кои се утродени со Европската конвенција за човекови права. Ние имаме тука поширок проблем. Јас сега имам можности како од оваа позиција сега како адвокат, претходен судија, кој долго време судија. Се согласувате сега кои ги читате судските или се сте адвокат така размислувате? Не, јас во потпуно согласувам со колешката. Во потпуно неписмени, крајно непрофесионално. Вие право одете, влегувате во судница и не знаете што ќе дочекате. Еден судија, едно суди, другиот судија, друго суди. Зиста работа. Јас тука ќе ве прекинам. Во исто време ќе ви кажам една работа. Значи, Страсбург што бара? Страсбург бара државата да направи систем каде што ќе има консистентна судска пракса. Ова вие што го Управо тоа сега да ви го кажам. Значи, тоа е
основно барање, што кај нас го нема. Прво тоа сакам да го кажам, колешки. Ние доаѓаме во ситуација да ние ги можеме да ги учиме праксите на апелационен суд Скопје, праксата на апелационен суд во Битола или во Штип. А каде е Врховниот суд? Пазите, видите, никаде немаме уедначена пракса. За определени работи Скопје постапува за истата работа. Скопје е вака, Битола сосем другојачи, а Штип, Врховен го нема. Тоа е улога на Врховниот. А Врховен е уствари коректор, односно да се обиде да ги воедначи работи. Тоа е законска обврска. Законска обврска на Врховниот. Ставови за взимање на правни ставови и правни мислења. Тоа е во законот за судови вкрадено. За генерален реизбор што мислите вие? Се согласувам потпуно со Јубиш. Јас не би одел така како колешката дека би то било како. Видите, ако се едно дрво, гледайте, ако едно дрво се сече, ако едно дрво криво расте, вие колку да го кастите, никогаш нема да испрве, да биде право. Ама кој ќе го направи тој реизбор? Тоа ќе се направи во судот, во парламентот? Секој пат кога се отвора јас кога реков ревизија е многу пошироко. И мислам дека тој генерален реизбор, како генерален реизбор, самиот збор реизбор што значи? Повторно да бидат избрани. Ако ме следите, тоа ми беше идејата. Ма ревизија, тоа е пошироко ревизија на државата треба тоа. Апсолутно дека треба. Кој вели дека не треба? Па судството е резултат на состојбата во државата. Не може судството да биде одвоено од државата. Колешки, ја би одел во судството до степен на промена и на службениците, не на самите судии. Ние имаме проблем од најниските па до највисоките. Па што прават председателите на суди? Па тоа да ги прашаме нив. Тоа да ги прашаме. Кога не секојдневно се соочуваме со недостава. Зошто судиите толку се плашат во Македонија од новинарите? Јас сум бил на многу семинари. Па и во вашето истражување на институтот, Цаца велите дека пријатели во Америка. Затоа што се судиите се жалат на механизми на државата, на оние кои што злоупотребуваат моќта. Зошто кај нас тоа не се случува? Значи, жалбата на судиите во делот за новинарите прв пат се јави кога почна тие апсења, да речам, кои што предходно беа известувани новинарите дека тоа ќе се случи. И на многу голем број средби имаше реакција во смисла да те видам ја тебе ти како ќе постапиш кога веќе гледаш дека тој е донесен со лисици на раце. Станува збор за притвори. И во тоа време они сметаа дека е многу голем притисокот врз нив за да одлучат за притвор. Имаше пресуди од Европскиот суд за човекови права. Они не постапуваа по пресудите. Значи, толку имаше пресуди кои што укажуваа како да се постапува. Дали не постапувањето е кривично дело? На судија му пуштил некој кривична пријава, лаичко прашање. Па, вака да ви кажам, извршувањето на пресудите од Европскиот суд за човекови права не одат во делот на действијата на поранешните судови. Тука е малце пошироко тоа и тука комплицирано кога треба да. Па не е многу комплицирано, меѓутоа немаме многу време тоа да го објаснуваме, затоа што самото извршување го следи комитетот на министри во Страсбург. Јас многу повеќе би се задржала на она што значи надлежност на нашите суди, што значи интегритет, што значи професионално, што значи градење на една кариера врз основа на знаење. Не можеме ние да очекуваме дека судии кои што станале на овој или оној начин без професионално знаење, без постоење на тој интегритет, а постанале судии заради нечии интереси, од таквите судии да очекуваме дека они ќе го градат интегритет. Имаше породна на... Само да завршам ова со новинарите. Друг страв од кај новинарите е прашањата каде што они не можат да одговорат. Не може судија да не може да се снајде кога некој ќе му постави прашање да не знае што одговори. Тоа значи... Бегавте од новинарите? Ја никој пат не сум бегала од новинарите. И новинарите не прашуваа, Меѓутоа немаше, точно е тоа дека немаше таков интерес за судството. Немаше толку медиум. Немаше толку интерес, да. Не, интерес немаше толку. Имаше интерес за поедини предмети.
Ја можам и сега на прсти да ги набрам тие предмети кои што предизвикуваа интерес и се пишуваше во штампа и се следеше, меѓутоа не така како сега. Што тоа значи? Сега ние во државата имаме такви случувања. Или се полош судот, или се подобри новинарите сега. Порано полоши биле новинарите. Не, сега дека да има се многу пофалим. повеќе новинари, точно дека вие имате многу поинвентивна активност денеска, Или се во однос послободни, порано не напора. биле слободни и било страв да прашуваат судија. Па не знам да ви кажам, има многу работи. Прашање е што било поставувано како прашање до судија. Судија не може предметот целосно да ви го објасни и да ви го каже. Многу често има се слушаше многу порано работи. една сентенца, не се коментираат судски одлуки. Не е точно. И политичари, ќе ви цитирам, ние Не. изјави сме барале, ај ќе се воздржам, не се, да, повели. Тоа дали се мисли дека други државни органи не би требало да коментираат, туку само да спроведат судско. Станува збор за некоментирање, Да. не, само некоментирање и коментирање на правосилни судски одлуки. Тука има голема разлика. Еве, па после тоа ако што би има... додале на ова? Само би кажам во многу кратки црти, во две реченици, каде е оправдувањето на јавност? Едноставно, во законот за судови и самите пресуди почнуваат со еден наслов. Во името на граѓаните на Република Македонија. Па вие, како судија, ако донесувате во моje име, како граѓан, во ваше име, како граѓан, вие сте должни да знаете што јас сум донел денеска одлука. Вие не можете да не изнесувате поединости кои се со законот точно утврдено што не можете да биде изнесено во јавност. Кај заштита на малолетници, кај заштита на државни интереси. Сето останато е јавно. Присуството на јавноста во судството е дозволено. Е нужно. Ама тоа е принцип на фер постапување, не може без јавна расправа. Оти тоа е контролата. А Тоа е една од вие имате контролите. судии кои дури јавноста е исклучувата, не знаат, избунати сте зашто Да, имавме неколку случаи, особено изминатаа година, каде што не беше дозволено присуство на новинари, присуство на луѓе во салата и така натаму. И причини. Па сега не Имаше треба дури и да уставниот суд, така. конкретно И беше за... Уставниот суд има исто така еден проблем во делот за јавноста. Јас да направам споредба помеѓу јавниот елемент во Уставниот суд во Босна и јавниот елемент овде, јас можам слободно да кажам дека јавниот елемент во Босна е апсолутно многу повеќе присутен. Дозволува ли Значи- нашиот закон од страна да јамачен на Уставен суд? Мислите странец? Не. Може такви обвинител да донесат од странство. Па добро, 2006 која дојде. мислам, очигледно дека одредените состојби налагаат такви решенија. Ние имаме такви судии во Косово, ние имаме такви судии во Босна, ние имаме Сепак тоа меѓународни се судии многу кои што специфични постконфликтни општества, кои што, нели, Знаете меѓународниот елемент интервенирал, некаква форма на протекторат. Меѓународниот елемент во конфликтната ситуација. Меѓународниот елемент овдека се јавува како коректор на одредени состојби во дадените држави. Не, ова не е ништо страшно. не е ништо- 2006 која дојде во МРДПМН, една од програмските предлоги беше дека обвинител треба да биде некој од странство. Па доаѓаше господјата од Романија, беше советник тука, па имавме директор на МТВ, меѓу другото сега не е споредливо тоа, меѓутоа беше Дури како на опција во формата. играта. Не, тоа значи дека кај нас принципот на независност е на многу ниско ниво. Во почетокот, во почетокот да ви кажам, јас исто бев многу против. Не заради нешто друго, него заради тоа што сметав дека оваа држава има кадри и дека тие кадри можат да ја изнесат ситуацијата. Сега, за жал, можам да констатирам дека може би има кадри, меѓутоа сегашните кадри кои што се инволвирани во дадената ситуација не можат да изнесат ситуацијата, да ја разрешат ситуацијата до крај. Пред да одиме со реклами, Овие обструкции што се прават, близат. овие обструкции
не се џабе направи. Ако правите анализа, најголем број на сегашните обструкции доаѓаат многу суптилно од страна на суд. Кога ве слушам вака, излегува дека сите зла се случуваат во изминатите 10 години, например. Претходно судството било една зелена убава лива. Не, никој пат, тоа никој пат не е речено. Никој пат. Значи има една состојба порано, има една состојба. Ама ќе ви одговорат, па СДС во негово време колку 200, 300 војни. Вели 600 суди, се сеќаваме сите на онаа седница каде што се во тоа време јас тогаш изборот се вршеше во собрање. Точно. Во собрание се можеше и беше многу јавно можноста да се каже зошто некој од тие судии не се за да бидат избрани за суди. Јавната расправа тоа не го покажа. Јас се залагам апсолутно за аргументи. Меѓутоа, во тоа време, кога се избираат тие судии, ви велам, реакциите, кои биле, што биле, на кој му сметало, ние сме веќе во плурална, да речам, демократија, ние сме веќе во собрание каде што има повеќе странки, постапката беше, да речам, јавна, на кој му сметало да каже, еве, јас сум била едно тие, да стане и да каже Маргарита Цаца Николовска не треба да биде реизбрана за апелационен суд. Да, но противниците ќе речат мнозинството тогаш на тогашната власт беше апсолутно, па рекол некој на седница дека овој човек не чини или не, нели? Како вели таа народната, кучињата си лаат, караванот си врви. Не, караванот може тогаш врвел. Меѓутоа, ако сега се вратиме назад, да имало таква ситуација, тогаш ќе имало некаков аргумент. И тогаш јас многу сакам да има аргументи, да ми се спротистават аргументите на она ја што го зборувам. Затоа и велам дека пресудите мора да се коментираат врз основа на она што е аргумент дадено во пресуда. Ке ви кажам дека одредени пресуди на Европскиот суд за човекови права, во делот на издвоени мислења, каде што јас сум била исто учесник во тие издвоени мислења, довеле до одредени промени во државата, одредената држава. Увиделе дека тие размислувања можеби ќе ја санираат состојбата, не станувало збор за некои вакви состојби каква што ние се соочуваме сега. Меѓутоа зборот ми е дека аргументот не џабе е речено пред аргументите и боговите клечат. Реклами, Ања ветерува малку музика, па после тоа се вратиме со најава за Гордана Дуњак од Утрински вестник со интересни моменти околу реформите на судството. Ама и јас ќе се внесам со моето underground подземје. Тоа е многу интересно и мощне потреба. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Да чекориш и да чувствуваш бескрајна леснотија. Да го гледаш твоето дете како трча и да се радуваш што годините поминале верувајќи му на еден бренд кој не изневерува. Тоа е Пеко. Стабилен чекор и задоволство. Во новата есен-зима колекција Пеко ги носи Бугати, Ара, Габор и Цицибан.
Пеко, бренд за сите генерации. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Ноќен експрес. Сега јасно е што мислиш за мене. Сега јасно е што те прави среќен. Кога искрена љубов некој ке ти покаже, ти почнуваш да бегаш како дете. На сите гордо кажуваш дека сум луда по тебе, дека без тебе не можам. Јас ме се срамам од себе, затоа добро слушни ме, ова за крај го кажувам. Само посакај и јас ке бидам твоја. Само посакај и пред тебе ке стојам. Само посакај и ова срце мое, да го имаш ти, нема да е проблем. Само сонувај, само сонувај, само сонувај, само сонувај. Престани пред мене да се правдаш, на погрешен начин ти ме сваќаш. Кога искрена љубов некој ке ти покаже, и самиот не знаеш што сакаш. На сите гордо кажуваш дека сум луда по тебе, дека без тебе не можам. Јас ме се срамам од себе, затоа добро слушни ме, ова за крај го кажувам. Само посакај и јас ке бидам твоја. Само посакај и пред тебе ке стојам. Само посакај и ова срце мое, да го имаш ти, нема да е проблем. Само сонувај, само сонувај, само сонувај, само сонувај. Само посакај и јас ке бидам твоја. Само посакај и пред тебе ке стојам. Само посакај и ова срце мое, да го имаш ти, нема да е проблем. Само сонувај. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат.
Зидо е природна, нерафинирана и едноставна храна, богата со природни масти за луѓе со осознаена култура на исхрана. Зидо не содржи конзерванси, хидрогенизирани масти и никакви животински состојки. Зидо, targetmk.com. Дами и господа, LED Light ви го представува Vitec. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија која малку троши. Vitec свети како сонце, а троши како свеќа. ledlight.mk. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и 2 луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секаков вид свечиности. hotelemi.com за нови спомени. Ноќен експрес на канал 77. Ете на пак назад во студиото на канал 77, Ноќен експрес, тема правосудство. Во студио со нас судиите Цаца Николовска и Лазаров. Но пред да продолжиме со муабетот, што вели андерграундот? Денес е мощно активен. Да, интересна работа, некако го раздвиживме ова и квизот почна да станува популарен кај твитерџиите. Според бројот на оние луѓе кои што гласаат поприлично, но малку и зачудувачки резултати. Еве, например, овој не е зачудувачки, значи дека добра информираноста на твитерџиите. На прашањето за квизот Ноќен експрес, новиот судија во Страсбург од Македонија е Јован Иглиевски е баџанак на Мијалков или баџанак, основно брат на Зоран Заев Вице. Сите одговориле за баџанак дека е на Мијалков, односно 100%. Баџанак на братот на лидерот, добро. Баџанак на Мијалков, да. Е многу тешко да се погоди. Сега прашањето, јас сум неутрален, читам она што го гледам. Овдека имаме пата или барабар. Баџанак знаеш што е јатрава. А Золва? Золва е сестра на... Тоа се тешки Ти кажам, не се тешки, ти послабо го знаеш, дојде во право. Судиите мора да го знаат тоа. Го знаат како не, тоа се семејни, тоа е семејно право, па го знам јас. Дозволи, 50 пата е на прашањето кој е председател на Уставен суд на Република Македонија. Елена Гошева, Елена Карлеуш. 50-50. А има поприлично гласови. Добро, луѓе се шегуваат малце. Баш сега може би не знаење. И за ова интересна столе. Добро, вчера стана. Да. Па заради тоа и прашањето е поставено иначе. Кога одиш на суд со себе треба да носиш. 25% одговориле на опцијата многу пари. 33% одговориле телефонски број врска, некој пријател партиски ово она. 25% многу среќа, а 17% кога одиш на суд носиш правда и честност. Има шанси сепак. Има шанси. Малку, ама има. Гордана Дунјак, новинарка во Утрински вестник. И она е 20 на години. Години не се кажуваат кога се зборува за понежниот пол. Во новинарството искусна, така ќе кажам, и за неа прашањето што прво ќе стори ако ја стават во некој тим за реформи на судството. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Годинава, за жал или за среќа, се навршува 20 години од генералниот реизбор на судиите и можеме да направиме пресек каде сме сега. Дојдени сме во една контрадикторна ситуација. Колку повеќе реформи се направени, вложени се многу пари, огромен број на обуки се поминати и во дома и во странство, а квалитетот на судството ни е се полош и полош. Рака на срце, условите во кои што работат судиите се многу подобри од порано, платите им се нивелирани и подобри, меѓутоа тука завршува она што значи никаков квалитет во судството, бидејќи се уште имаме партизирано судство, имаме
недоволно квалитетно стручно судство, со други зборови судство на кое што не му веруваат граѓаните и кое што редовно лошо поминува на сите истражувања на јавните мислења и е високо на врвот на забелешките во извештајот на Европската комисија. Причини за тоа секако дека има многу. Не би ги набројувала поред, меѓутоа она што вака на прв поглед ми паѓа на памет е прво недостаток на политичка волја и немање на чувство кај властите дека тоа е засебна власт, оделна власт, а не оној монистички систем од порано кога трите власти беа споени во едно. Што значи дека партиите и натаму не ги тргаат раците од судството и има многу силно политичко влијание во судството. Од начинот на кој што се избираат судиите, па се до и начинот на кој што се донесуваат одлуките. Кога ова го говорам, мислам пред се и на тоа дека и покрај тоа што со години се менуваа моделите за избор на судиите, сепак и во тој дел немаме резултати и дури би рекла дека уште полошо од порано кога во собрание се избираа судиите, токму поради тоа што не направивме стручно и професионално тело од искусни луѓе и правници, судии, кои што понатаму би можела по еден предвидлив начин на избирање на судии би направила, значи, една добра селекција на кадри. Оттаму, оние најдобрите не поминуваат, немаат проодност во судството, има многу залутани луѓе во судството, и еден поранешен судија ќе се препознае во една ова што ќе ја кажам анекдота, меѓутоа во оној момент кога го напушти тој судството и сега е од другата страна адвокат, рече не дај Боже да паднам во рацете на моите колеги, не им верувам дека ќе пресудат добро. Тоа и не верувам во нивните одлуки. Да се тврди, како што тврдат судиите, дека главните притисоци им доаѓаат од медиумите е во најмала рака смешно. Тие не покажа ниту доблест, ниту пак доволна самокритичност. Во тие неколку панел дискусии што ги организира, отворено да проговорат од каде доаѓаат притисоците. Тоа е дека притисоците доаѓаат од центри на политичка моќ, на економска моќ, дека доаѓаат од председателите на судовите. Некако најлесно е да се молчи, проблемите да се ставаат под тепих, а да се обвинат новинарите. Во денешно време ми се чини дека и најлесно е да се етикетираат новинарите и да се плука по новинарите. Она што е многу дискутабилно е тоа што за овие 2 децении не се направи ни намалување, вистинско намалување на судиите, на бројот на судиите, ниту пак реорганизација на судовите, кои што се уште се истиот број од средината на 90-тите и за кој што јавна тајна е дека дел од нив беа резултат на пратеничките хирови, кои што сака секој во својата општина да направи суд. Така што тоа бара една детална анализа, една добра анализа. Дел од тие судови кои што во моментот работат со 4-5 суди и се занимаваат само со минорни предмети, треба да се преструктурираат и да функционираат како оделение, а за сметка на тоа да се зголеми можеби бројот на предмети на суди во скопските судови, кои од друга страна се претрупани и со предмети и со работа. Дали албанскиот потек може да се примени и во Македонија? Под силен притисок на меѓународна заедница, на американската амбасада, односно американскиот амбасадор, донесен е тој закон за реформи, во кој што меѓу другото на изборот на судиите можат вето да стават представници на меѓународната заедница. Јас тврдам и натаму дека меѓународната заедница сака да ни помогне, а не да ни направи поголеми проблеми. И вие видовте што се случи при
одлучувањето за некои предлози на СЈО, кога амбасадорите беа на средба кај председателот на Кривичен суд со напомена и на некој начин молба да судат по закон и по устав судовите. И тоа беше протолкувано и потоа напишано во многу соопштенија како мешање директно на меѓународната заедница. Она што е најбитно е да преовладее свеста и кај луѓето и кај политичарите дека на сите подеднакво и на оние во политиката и на обичните граѓани ни треба квалитетно отсуство, затоа што не знаеме кога ќе бидеме од другата страна, дали ќе бидеме тужени или во улога на тужители. Ноќен експрес на канал 77. Тука сме назад во студиото да прокоментираме и тоа што го кажа колешката Дувњак. Јас би сакал само за момент да се навратиме на клучните точки од извештајот од Прибе. Деполитизирање на назначување и унапредување на суди, прва точка. Ставање на место или ставање во функција на хармонизиран систем на менаџирање според перформансите. Трето, тргање на елементите на дисциплина и отпуштање од системот на судството, професионализирање на судскиот совет, да се осигури дека многу по-проактивна улога ќе се игра од страна на судскиот совет и од високите или највисоките судови, тоа што го спомнавте, неактивноста на Врховниот суд, да се подобри квалитетот на обуките, буџетот да се подобри и автономијата на Академијата на суди и обвинители. Не ја спомнавме, но можеме да ја спомнеме во финалето на емисијата. Да се обезбеди објавување на сите судски одлуки, бидејќи тука има големи забелешки околу јавноста и транспарентноста на судството, должината на процедурите, една долготрајна рак рана на македонското судство, и да се обезбеди брзо спроведување на сите пресуди на Европскиот суд за човекови права. Ова со проактивноста на судскиот совет и на обвинителството, советот на обвинителите, тоа е исполнето, дека се многу се активни. Да. Ама за разрешување. Едностачно. Тоа се ја. Иначе се активни. Јас толку изјави од председатели на судски совет на советот на обвинители не сум прочитал како новина, не сум слушнал. Тоа со судијата, доаѓате вие во таква ситуација да не верувате на колегите дали ќе постапат по процедура, правно, законски, ако вие дојдете пред нив? Да. Слободно можем да го изјавам тоа дека и ми се случува тоа да се чудам на некои колеги, така да во еден предмет конкретен, можем и јавно да го покажам, каде судијата на отварањето на расправата на пола страна направи 4 повреди од абсолютен карактер. Колешката Цаца не разбираше тоа. Вие бевте судија, сами заминавте, ве избрка... Добро, имаше некои риск, но по суштина тоа беше моја дефинитивна одлука да се повлечам и да си работам. Да не беше како во она, како што велат англичаните, беше замолен да си оди. Добро, тоа не би го коментирал, но сепак се знае тоа јавноста. Во кабинетот на министерот за правда. Вие се боревте, да, Николос. Мора да кажам, господинот Михајло Маневски беше замолен да присуствува во емисијата или телефонски да направиме контакт. Кажа, јас многу направив за судството, дали тоа некој го почитува или не го почитува, оставам на јавноста, а вие сега што треба направите? Тие што се актуелни, тие да ги бркате и од тие да барате изјави. Тоа беше коментарот на мојата покана. Кои се актуелните? Суди, министри за правда, министрот за правда, велам, не знам кој е министер. Не, сакам да ве прашам, вие бевте во кабинетот, бевте шеф на кабинетот на Маневски. Дали чувствувате, ако веќе го фокусирате него како еден од виновниците за ова што се случува, дали чувствувате одредена одговорност или се обидувавте да се спротивставите, да наметнете нешто? Не, видите, јас во ниједен момент мислам вечерва, нити сум потенцирал дека Маневски нити сакам него да го цитирам, нити да го посочувам. Никако така не, бидејќи сум сепак бил дел во тој
во таа екипа, во тој период, но со многу решенија не сум се слагал и ден денеска не се слагал, затоа има и многу ставено драги за мене, кај што за одредени работи јавно сум кажувал дека не се согласувам. Дури јас барав целосно реорганизација на суството, каде што одржавме и трибина за формирање на посебните руски судови у склоп на кога беше кампањата на Македонија инвестмент на владата. Еден од и поглавјата 20 и 24 насочува и сите инвеститори бараат да се имало во Македонија специализирани судови за трговско право. Меѓу другото, вие се залагате за намалување на бројот на судовите. Да. Сум слушал ваши изјави, ваши интервјуа. Во Берово зошто да постои суд? Во Виница, не знам. Во Македонија И Америка ја користите како пример, раздалечината помеѓу судовите. Во Македонија моментално бројот на судовите е не кореспондира со населението и територијата. И јас сум против ваквата организационна поставеност на судите. Значи, ние во реформите, и она што го речели колешката, реорганизацијата на целото судство, реиспитувањето, ние прво треба да тргнеме и организационна реформи на судството и персонални. Значи, тоа се реформи кои паралелно морат да течат. Ние имаме абсурд. Имаме на 10 километри судови. Да го земеме Виница, Корчево, Неготино, Кавадац, Берово, Делчево. Видите ви, на 20 км имате судови. Пехчево. За Берово, Делчево. Пехчево Не. Нема. Значи, тоа е 22 км. Пробиш ти. Услов, пазите, услов по сите закони, во нивната надлежност се најмалку 5 судии да има за еден, да има еден. Што работат тие прекршишни? Па немаат ни предмети, они не знам. Не знам јас по. А ги поземуваат во Скопје кои имаат повеќе работа или нема законска? Тоа е недозволено, незаконски, не знам на кој начин најде судскиот совет да го направи. Што предлагате? Како да се стават во функција еве овие луѓе? Па видите, Намали бројот во на секој судии. случај со Да, суди. таа реорганизација треба да го фати тој сегмент. Тоа треба да биде системска промена, тоа не можеме ние адхок да ги решаваме проблемите. Сега имаме тука. Па тоа е проблем. Горе огин, па тука. Не можеме ние сега Што ние адхок да решаваме проблем. Николовска, Не можеме на што ве системски за секојаш да го решиме. на што ве асоцира зборот баџанак? Во денешната ситуација. Во секаква ситуација. Па сега, генерално гледано, тој термин, додека бев дете, ми беше тешко да ги сватам тие термини. А денеска добро го А разбирате. денеска, мислам, асоциацијата е многу позната и мислам дека никој во Македонија на ништо друго нема да асоцира, освен на врската помеѓу колегата што е Илиевски. сега избран и Велат дека треба да се Поранешниот. честита на ВМРО ДПМН за маневрот како успеа да го направат тоа што го направија во Страсбур, да го префрлат експертскиот, да го прескокнат некако момент и да влезат во политичкиот Вие на бевте класа. таму, како всушност функционира? Толку ли е влијателна политиката? Еве, велат дека тоа е нели поради доминирање на десницата во Европскиот парламент, тоест во парламентот во Значи, парламентарното јас само- собрание на Советот на Европа. можам едно да ви кажам. Во времето, додека јас на 2 пати бев кандидат за судија на Европскиот суд за човекови права, во дипломатските кругови, во кулуарите и секаде се зборуваше дека во колку државата врши некакво лобирање, дека тоа ќе биде контрапродуктивно. Кај експертите, кај комисијата. А кај Воопшто, парламентот? И во парламентот. Воопшто, И воопшто. воопшто. Мислам, тогаш немаше вакви две комисии. Имаше само една комисија кај што се правеа тие интервјуа на тројцата кандидати и врз основа и на тие интервјуа се носеше одлука дали ќе се продолжи постапката со сите тие тројца или евентуално ќе се врати и така натаму. Факт е дека во последните години се зборува многу за лобирање. Дури имаше една ситуација на така наречени
најблаго речено несоодветни избори и имаше многу реакции на, да речем, стручно ниво во меѓународните организации и како резултат на тоа и се формира оваа група сега така наречени vice persons, кој што е првиот филтер на кандидатите во смисла дали тие се истакнати правници кои што влегуваат во кругот за да можат да бидат кандидати за избор. Тука многу не се третира прашањето на познавање, повеќе се гледа CV-то и тоа што значи каде одредените кандидати се движат, визави стандардот distinguished lawyer, што кај нас е истакнат правник, меѓутоа за жал со одредени дејствувања, особено во судскиот совет, истакнатите правници кои што се избрани и кои што претходно биле го минизираат овој термин. Значи не е истакнат правник тоа што тамо некаде треба да представува. Слушуваме полека. Така да лобирањето сега тврдат дека е присутно. Во дадената ситуација, мислам дека на ова прашање може највеќе да ви одговорат пратеничката група која што беше во Страсбург. И дека обвинител прв пат не само од Македонија, туку ретко се избираат обвинители. Значи, јас само можам да кажам дека покрај тој да речам дзид во изборот, исто така се зборуваше и за поранешни агенти да не бидат избирани, поранешни амбасадори, највеќе заради поврзаноста со некои предмети, да може и оној принцип на објективна непристрасност да биде тргнат на страна, а во исто време и од економска причина да не се носат некои карикатури. Господа. Обетките ви се овие. Што ми се вага? Вага. Па добро. Интересно. Интересно. Готова судска. Да. Николчо. Мето би се некаде позна добро те. Добро. Само коста многу бела. Добро, малку побела, коси малку поста, добро. Тоа од правдата Ја мислам побеле. дека брадата прави постара, а не Брадата, косата. И Не коса. сосема за крај, кјосе на што ве асоцира? Кјосе. Кјосе. Не можам да Вас ве асоцира. Кјосето. Па, мислам да, ама Има една статуа пред судот сега. Не е статуа, тоа е Тоа е спомен. Тоа е спомен. Ето. Ама да го Да. понижувачки да... Не види по колку сад по и јуре нека ме големината- поправат Не, судиите по дека големината е не по е големината е споменик, но по процедурата е обележи од локално значење. Епа сега. Така. Јас ви благодарам. Ако почнеме тоа да го гледаме, Ако ми како ми рековте ќе се возлежив, али одма ме асоцираше и на чекаларност. Не. Во Штип многу често а тоа е во многу често Штипе прекарени презиме Да, Кјосе. Кјосе. Благодарам, да сте живи и здрави. Сите да сте Геге, живи и имаме ли здрави. нешто за крај? Државата и правосудството нека ни се живи и здрави и Па да, бе, Конечно да ги само тие реформи Така да кажам завршиме. нешто и дека имавме Што вели и Underground? голема активност имавме и на Facebook и Славчо Митевски онака баш се распишал и вели судскиот совет и советот на јавни обвинители обичен театар. Клати врата, земај плата. Или пак на пример на еден одговор тој некому одговара, па вели каков реваншизам, реизборот најмалку кривична пријава, одговорност и така натаму. Ќе имаме за следната емисија малку Доста повеќе. што да коментирам. Да, и да кажем Ке подорам дека да кажам дека конечно некој од слушателите ќе добие карикатура од Методи Андонов. Од тие најактивните и на Facebook, и како слушатели, Така е. кои што се јавуваат и на Твитер. репризата на оваа емисија може да ја слушате во недела од 13 па натаму. А ние може ли тој? Денес е доцна. И пролет и лето, и есен и зима, без тебе пројде година.
Ни јадам, ни спијам, ни плачам, ни пеам. Без тебе веќе не се смеам. Секој ден без тебе обоен во мрак е знај. Како кралица сум јас без својот крал. Секој ден јас нова лага пак измислувам. Дека без тебе сум ко силна лавица. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа. Ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце. Ги губам сите бои и сетила. Сама на дождот, јас уште те чекам на истото место кај што те сретнав. И што без тебе ми нема смисла. Од кога те сретнав, на тебе мислам. Оборен во мрак е знај, како граница сум јас без својот крал. Секој ден јас нова лага пак измислувам. Дека без тебе сум ко силна лавица. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа. Ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце. Ги губам сите бои и сетила. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа. Ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце. Ги губам сите бои и сетила. Без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа. Ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце. Ги губам сите бои и сетила. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудио миксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, октомври 2016.